Драстично намалени приносите на граф во Тетовскиот регион. Земјоделците велат дека секоја година родот е се помал поради климатските промени. Ако порано од 1 декар вадели до 100 кг граф, сега едва 25 кг. Дополнително поскапувањето на земјоделските препарати натера многумина и да се откажат од сеидба. Пред 10-15 години сееше по 5, 10, 15 декара. Сега више се намали полето, оскупе многу препаратите, земјоделските алати, горивата оскупија и временските услови многу се смени. Полето ни остана више пусто и граот, како што ви казав, разни болести го напаѓав и више луѓето и отказа од полето, и од чанката, и од пшенцата, и од све. Тоа што гравот го нема во доволна количина го користат препродавачите, кои гравот од други земји го нудат како тетовски. За да се сопре злоупотребата, невладината организација Центар за едукација и развој вели дека истиот мора да се брендира. Оттаму порачуваат државата да се залага за тоа, но и да се поттикнат земјоделците со субвенции за во иднина да не се соочуваме со вакви проблеми. Единствено мислам дека е со брендирање. Значи тоа е единствената можност и би сакале ние како организација имаме искуство да бидеме можеби носители на овој процес и да се работи на овој процес и да не ни се случува тоа што се случува со ајвар или други производи што ги имаме. Мислам единствена можност е брендирање на овој производ со сите спецификации што ги има и во иднина тоа да биде како заштитен знак на Полошкиот регион. Со цел промоција на брендот Тетовски граф, денес во Теарце по 11-ти пат се организираше манифестацијата Ден на гравот, на која присутните имаа можност да вкусат приготвен граф и традиционални јадења.